Неодговорно е да се продолжи со штрајкот во образованието и покрај понуденото решение за раст на платите, реагира премиерот. Димитар Ковачевски апелира штрекувачите да не се доведуваат во заблуда, а наставата и преговорите да продолжат. Откако првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, рече дека на штрекувачите во образованието им биле прекршени правата според членовите од колективниот договор за законско исплаќање на плата за време на штрајк, премиерот смета дека тоа не било така. За усогласување на платите со минималецот вели постои законски рок од 6 месеци кој не е истечен. Преговори не се водат под уцена, туку се водат низ економско-социјалниот диалог. Ние качивме минималната плата и постои законски рок од 6 месеци за усогласување на платите. Тој рок не е истечен. Апелирам наставниците да се вратат во училиштата, меѓутоа јас сум уверен дека ќе дојдеме до решение. Наместо диалог, власта не престанува со напаѓање кон синдикатот. По огромните притисоци од СОНК вела дека владините заклучоци не водат кон решение. Јаким Неделков уште еднаш повтори дека не го прекинуваат штрајкот и не ја прифаќаат владината понуда за зголемување на платите за 10%. Штрајкот ќе продолжи кога ќе се договориме ќе продолжи се до тогаш додека не се договориме со надлежните по спорните прашања и не подпишеме спогодба за истите. Инаку ставот на СДСМ во 2015 кога беше во опозиција гласеше дека правото на штрајк е загарантирано за просветните работници, а неговото обструирање е газење на уставот. Ова тогаш го изјави членот на СДСМ, а подоцна и министер за образование Мила Царовска. Со обструирање на правото на штрајк, не само што власта го гази уставот на Република Македонија, туку се газат и загарантираните права на работниците. Директорите на училиштата немаат право да нарачуваат списоци со наставници кои го остваруваат легитимното право на штрајк за заштита на своите права, ниту пак имаат право да наложуваат наставниците да одржуваат настава по време на штрајк. И 7 години потоа сликата е иста. Сите бараат зголемување на платите, само што сега власта, за разлика од кога беше во опозиција, одлучи поинаку да го толкува правото на штрајк. Владата сега е на став дека нарушувањето на образовниот процес е спротивно на правата загарантирани со уставот и законите. Колку за потсетување, кога пратениците од СДСМ ја бойкотираа работата на собранието, долго време тие не одеа на работа, но земаа плата. Впрочем, собранието тогаш беше и најмалку активно, а народните избраници ќариле огромна сума државни пари.